Салфето се шитна, отида таму да гласа за да набутнеш джеп. Значи не игра со мојата толеранција, значи си ми дојдем преку глава и тебе немам што извешта да се пусне камера. Ало бе, абе што е ова, што е ова? Батериите. Ке ви исклучам бе, што е тоа галамење сега? Ефенди, тамама ги шилдала. Абе, доста Гилкачи, значи што правиш? Нема никој да остане у редакција, зашто ги исклучуваш човек? Сите ке ви исклучам, не мене да правите мене. Нема ти имам потреба. Не песна ке ти пеам. И тебе. Ајде уште климата и бойлерот да ги исклучам. И камера, бе, ајде пуштај шпица. Лека ноќ Македонија, земјата на простувањата, амнестијата и амнезијата. Ова се вчерашни новости, местото од каде секогаш дознавате последни. Лека ноќ и од мене, јас сум вашиот АА, а ова до мене е вашата ЈБ. И од тука секоја недела ве носиме чекор за Ц. Така е АА, а нашите репортери ЛП, ЈКП Мајбах и В се подготвени за најновите ФН. Останете со на, еве што ке Г. Ексклузивно, зашто се зборуваше на состанокот на организацијата. За Македонија! Вчерашни истражува каква е атмосферата во последниот воз за ЕУ. Много добро. Абе што да ти кажам бе? Дознаваме дали ќе има промена на времето по промената на името. Алфа и Буби во нова акција. Ема ова е тоа бе, Буби, вистинска акција, сајбер криминали. Започна големата електрометал наградна игра. Пазари и вози Kia Stonic. Со секоја сметка над 1000 денари во електрометал салоните во Карпоши центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во електрометал и вози Kia Stonic. Или влези пешки, излези со автомобил. Тоа е тоа. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Времето остава траги на лицето. Но сега можеме да го запреме часовникот и без хируршки зафати или прескапа козметика. Biocellular Anti-Age. Линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа, Biocellular Anti-Age. Синоќа во 2 часот по полноќ се менуваше времето. Дали конечно ќе се сменат и работите во Македонија и повеќе нема да се доцни со многу работи, ќе ни каже Јелисалфета, која ќе разговара со еден познат градски саанџија. Јелисалфета? Јелисалфета? Се извинуваме до нашите гледачи, но Јелисалфета и нашиот соговорник доцнат, што значи одиме со овој прилог подоцна. Една година по локалните избори јасно почнаа да се исцртуваат приоритетите на новите градоначалници, а и на оние на кои ова не им е прв мандат. Како што велат, општенските татковци и мајките имат потреба од подобри возила поради лошите патишта во нивните општини, кои брзо ги амортизираат дотрените од досегашниот возен парк. Од друга страна, тие велат дека долговите се направени од минатата власт и тие немаат намера да враќаат туги долгови. Кој се заборчувал, тој нека враќа.
Со отпочнувањето на уставните промени, регионот започна да шушка дека сме го фатиле последниот воз за Европа. Дали е тоа така? Ќе провериме на една железничка станица. Таму е нашиот Ланчо кој ќе се обиде да ја пренесе атмосферата која владее меѓу патниците. Да, така е, студио, се наоѓаме во последниот воз за Европа. Не се на страна, бе. Како што може да видите, атмосферата е славеничка, луѓето се пресретни. Сега ќе поразговараме со некого, само да видиме, еве двајца патници кои што ќе запрашаме какво е чувството и што очекуваат. Добар ден, господјо. Како се чувствувате? Какво е чувството? Много добро. Абе, што да ти кажам, бе, не знаеш каков кеф е, бе, ова што го изгласавме референдумот. Значи, седам и од радост солзи сами капат, прости ми. Значи, Ја не знам зашто не плача, ама многу е добро. Не ми се верува дека го фативме задниот воз за Европа. Да, баш ка гледа какви места имаме фатено, бе, Ланчо. Прва лига, први. Бе, па први напред седиме за да први стигнеме, знаеш. Така, оптимистички. Дечко, можда ти знаеш, зашто не тргнува возот уште? Значи, не знам, господи, јас сум овде само за да пренесам оваа прекрасна атмосфера, нели? Ево, криво ми е што нема можеш ти да доеш, бе, да видиш у бајна, бе. Да видиш Европска унија. Еве, за ова го правиме и стигнавме во Европа. Bonjour, monsieur, madame. Добар ден. Карти ке ви молам? Дај му ги ти карти. Тоа не е карта за овој воз. Ти мора да се симнеш. Сакаш пилешко? Ајде сега еден по еден по мене. Симни го овој нема карти, овој го симни. Значи, јас ке се симнам и така, јас сум овде, значи, професионално работно дојден. Ајде еден по еден по мене на двор. Абе, кој си тебе, ти нормален ли си? Друже? Изгледа во се расипа. Ајде, дреглија, ќе одиме. Кај е железничарот, бе? Железничарот има работа, дечко скачи изглуп. Не е тоа битно. Значи, за да влегува во Европ, мора возот малце пушинг. Што пушинг, бе? Што пушење, бе? Имаме инцидент. Мири се малце, бе. Мири се. Картите регуларно си ги купивме, значи... Види, господјо, картите се добри, меѓутоа има џоб, има работа, мора да се работи за да се стигнува во Европ. Мора пушинг, хајде. Пушинг е да се гурне. Пуш. Жаш, неке, што се правиш будал? Па не сака гледаш. Не иде, возот не чини, шините не се добри, вагонот не чини исто и најбитно, мора да има добар машиновозач. Го е ова работа, бе. Много што? Значи, не се распавај или бирај, или ке пушинг едно 20-30 години до Европ, или ке се работи, ке се поправа. Ај ќе пушиме шо? Кад ке стигнеме у Европа, е него кај. До сега сме чекале. Ете, дреглјачи, патниците тргна да го гурат возот. Имаме некој незадоволен патник, прати ваму. Што се случува? Зошто не сакате да гурате? Зашто не сакам да гурам, воз не иде, ја гурам, воз не иде. Мену природа ми е да летим, а не да гурам овде. Ајде, фали мендери, ти да ми ја да летим за Швицарска, а вие гурете овде воз. Гурни, бе, гурни, дојди, што? Патниците кои што не успеа да ги резервираат своите билети не треба да очекуваат. Едино само би ги повикал да дојдат и да помогнат, затоа што очигледно ќе треба сами да го избуткаме возот према јаву. Сега повторно одиме на терен со Јели Салфета, да видиме дали пристигнал часовничарот. Јели Салфета? Значи, можеш да ми кажеш дека снимаш, нели? Се наоѓаме на местото каде што веќе 15 минути го чекаме оној кој што треба да ни отвори врата и се уште не е дојден и се уште ќе чекаме. Што ја ви кажам? Очигледно времето не се сменило за сите. Затоа во меѓувреме одиме со друг прилог. Јелена? Среќни вести ни доаѓаат на тема поскапување. Имено, цената на дизелот драматично поскапе. Иако на почетокот на годината владата ја зголеми акцизата на дизелот, мислејќи дека ќе се намали загадувањето, сепак единствено што се намали е џебот на граѓаните. А што мислат тие на оваа тема? Ќе погледнеме во прилогот кој следи. Анкетата е извршена на еден примерок кој уште користи фиксен телефон. 97 годишната Марија Јосифова од Скопје ни рече дека не слуша, иако го бараме Мичо, тој починал во 1978, ама бил многу добар човек. Треба сега да одиме кај Марија на кафе да гледаме албуми. Не правиме повеќе анкети на фиксен телефон. Другите граѓани не изгледаат многу загрижени за цената на горивото. 445.000 не може да си дозволат повеќе од еден оброк на ден, а не па нафта со него. Другиве се наапчиња за смирување. Така да, се е во ред, само вие името да не го дадат. Ке се запалевме пред влада во знак на протест, ама скапо е горивото. Уште една бурна недела, уште едни авантури на Алфа и Буби. Да видиме што правеа тие оваа недела.
Абе, Алфа, што е тоа hate speech? Hate speech ти дојде од енглескиот збор hate, што значи да мразиш, и speech ти е говор, значи hate speech. Омразен говор, ама што знаеш ти со пекарско? Ти викам кифлици, штанглици, а сакаш сајбер криминал? Сакам, да. И че се ја, ако речам тоа е hate speech. Па не е hate speech, ти фали субјект. Мораш субјект да имаш. А тоа не е субјект? Не бе, Буби, не е субјект. А ти да не мислиш како овој што го апсевме со козиве што ги чувал, што го се заканил за премиерот ке го утепал. Повикдостите возила, повикдостите возила на плажа Ровозинар 305 пријавена кражба, ове... Е, тоа бе, Буби, вистинска акција, сајбер криминал. Шо е тоа бе, Буби? 152, најблиску сме ќе го примиме. Палева да не ни Абе, не ќе ова нешто не работи. Ево. Опа! Го гледаш и бе. Ај раце горе. Абе, не ми врши притисок, не кривам раце. Бе, сакаш да го потребам Буби или што е работа? Буби не јади бе? Што сакаш да гласам ли? Абе, не гласам. Го гледаш и бе, Буби. Дали го гледаш бе? Раце горе ако не идеш у затвор, како да ти кажам. Остај го цвеќето доле, пушти го фикусот. Е, така гледаш како може раце. Зашо го тераш до крај раце, бе? Како е, Буби, зашо па ти пратиш и телевизија што се деша у собрание? Кој не ги узава раце горе, креват, не идеш у затвор. Бе, татко би, знаеш како ми го ме, законот е најбитно. И ја цел живот сум поштеил. Така е, да. Ти држава и свет. А сега да си ја пробаме среќата по трет пат. Јели салфета? И студио конечно го дочекавме. Извинете, гледате ви колку е саат? Ја не гледам ништо. Ај. Гледам бе колку саат има тука, што да гледам? Затоа што гледам колку саат има, гледам дека доцните 1 сат не ви е срам. Мене да ме. А вас дали ви е? А држава што касни 27 години, нели тоа ништо, ќе оќутиме. Или болниците што каснат секој месец со инсулин, ништо тоа. Абе лани комарци ни изедоа, мама каснеа со прскање. Утре ќе падне снег, ќе треба сличуги да носиме тука, ќе каснат со чистење снегот. Она мене ме фатила, Јас само што сватив дека каснам на фризер. Абе, нема проблем, сите касниме негде, кој ќе ги врати дечко, сат? колку е сат? 150 евра па нагоре, дечко. Као те гледам голтар си, немаш кеш. Кој ќе ги враќа сати? Ова не е нарно. Кое? Ова, со раздорот во партиите. Јелена, дали знаеш што имат заедничко најдолгиот мост во Народна република Кина и автопатот Кичево-Охрид? Токму така, Јелена. И двете делници се долги 55 километри, но повеќе во прилогот што следи. Со третиот анекс на договорот, подпишан на почетокот на месецот, се очекува автопато Кичево-Охрид да чини дополнителни 150 милиони евра, или преведено на јазикот на владата, тоа е неверојатна заштеда од 70 до 100 милиони евра. Проектот тие го споредија со најдолгиот мост на свето кој се пушти ова недела во Кина. Мостот со должина иста како нашиот автопат чинеше 20 милиарди евра, што е за 19,5 милиарди помалку од трошокот за автопато Кичево-Охрид, или според математиката на Сугарески, 5 до 6 анекси на договорот. Како и секогаш, така и сега вчерашни имаат ексклузива. Овој пат тоа е една навидум обична приказна за која ниеден друг медиум не се погрижи да ја види од другата страна. Ланчо беше на терен, па да видиме што ни донесе. Да, така е, студио 600.000 граѓани се вратија назад во својата држава. Тука сме со последните македонци кои што пристигнаа, тоа е фамилијата Радич. Ке се обидеме да земеме ексклузивно интервју, да видиме како се чувствуваат после 2006. До мене е господинот Радич. Господине Радич, што е првото нешто што ќе го направите сега откако се вративте конечно дома? Најпојќе што сакам од кога си дојдам од Австралија е да и поздравам сите во село Кравари. Поздрав.
Еми, откој дојдов не, јас прво сакам гифтојте да и распакувам од бегојте ши дојсов не. Ево за дедото го отпакував не, DVD му дојсов да не гледа на бичо кој што се капиме. Ама господине, па DVD не се користи, ова е стара технологија, имаме ние интернет, USB стик. Се користи, ние ко заминвавме, ко заминвавме касети бе уште. Ние ко бевле немаше ни пуша по оние што се за жените. Добре. Кажете ми, што ви фалеше најмногу додека бевте во Австралија? Пари ко земваш, ко ни враќаш и од Бенко, ко не те барат. И то ми фалеше, алуминиум во воздухо што ми фалеше и во ситне никој не зборува за политикс. Никој не зборува. Добро, ви благодарам. Господјо Радич, што е првото нешто што вие ќе го направите сега? Прво ќе одам кај мојата ставка The Hairdresser. Одлично. Ево го и Бруно го дојшовме. Да, ете го. Бруно, штекал. Бруно. Да. Ке те има на вчерашни Бруно. Што ви недостасуваше во Австралија, нели? Таму одам, даунтаун, плаќам $75 и ништо, ни трач, ни рекла казала, ни љубавница која на кој му била, ништо не дознав. А овде имам се. Но дали мислите дека сега, откако се вративте, ќе имате поубав живот од претходно? Видете, да беше за подобар, немаше да дојдеме бек to Македонија, ќе се останав на Австралија, нели? И вие сте управо. Да. Имаме, во меѓувреме, имаме ексклузивна информација. ВМРО ДПМНЕ велат дека со овој чекор на враќање на македонците во својата држава се покажува деструктивноста на СДС, со која успешно ја уништи македонската дијаспора. Студио? Траубо. А сега вести за нашите најмили, најмлади, за оние со кои не треба да се грижиме за нашата иднина. Погодувате новости за младината на Македонија. Имено поради технички дефект последните 2 недели без топла вода остана студентскиот дом Стив Наумов, на што експресно со изјава реагираа директорите на студентските домови, каде што нема топла вода, топол оброк, парно и воопшто никаква топлина. Немојме да измислиме топла вода, велат директорите. Тому го оставаме на новите генерации на академски граѓани да го измислат за да може студентите после нив да живеат во услови како во 1974 година низ свето. Како што велат, тие немањето на топла вода и не е така лошо ако се земе во предвид дека честото туширање е научно докажано дека ја уништува микрофлората на кожата. Со ова тие и индиректно му го зголемиле онака кревкиот буџет на студентите кои сега штедат со тоа што не трошат за шампон и сапун. Се очеква студентските домови да добијат топла вода најкасно до петок во 2021 година. Не стивнуваат реакциите по последните случувања во внатрешната македонска револуционерна организација, попозната и како ДПМНЕ. Нашата Елисалфета има повеќе детали. Од високи извори блиски до партијата дознаваме дека вакви дилеми и ставови имали и претходниците на организацијата. На сликата до мене е прикажан еден состанок на комитетот во далечната 1901 година, каде што се разговарало за едно многу важно и суштинско прашање. Браќа и сестри, земјаци, комити, и вие, драги гледачи, кај малите екрани. Брате Карев, не го тапи, кажи зошто не собра овде сега. Јас како председател ве собрав да појадуваме нешто. Да, само да не е баничка, знаете, кога ќе се спомне баница, тука ме воде. Знам како ти е, брате Гоце. Еј, да не е нешто скапо. Аман бе Питу, влафни една лира да не даеш за каузата. Право е Питу. Многу ајвар се направи за референдумот. Кај го спомна референдумот, брате Гоце, ми се одједе. Ова не е нарно. Кое? Ова, со раздорот во партиите. Така е. Многу раздор во нашата партија. Така е. Како тргнале со исклучување, овие од сека следниот состанок може да ни исклучат и нас. Да. Па ние тоа не смееме да го дозволиме. Јави му се, клај го на интерфон. Ало, началниче. Але ме избациле овие од центарот партија, веј. Кој смее тебе да ти исклучи, началниче? Ме исклучи овие на Мицковски. Не знам што ќе правам сега, како тргнале овие сите ќе ги исклучи. Се исклучи. Од партија го исклучиле.
За Македонија. Мердита, Никола Карев, кој е? Јас сум. Кажи што те мачи. Зефлиуш Марку, која смена е? Втора од 1 часот. Фали Мендели. Зошто не му кажа дека се иселени во друга зграда? За Македонија. Што ми беше муабетот, браќа? Ова не е нарно. Па во наше време се знаеш, против султаните се боревме со пушки, па немаше толку омраз. На вистина немаше. Мораме итно да свикаме прес и да ги обединиме. Се согласувам, брате. Комити Запад, вие сте? Комити сме, а за Запад ке видиме. За Македонија. Туку, учителе, ти го разбираш светот, ти си паметен човек, дај предложи некој решение. Јас го разбирам светот, но ова што го прават овие не го разбирам. Добар ден. Извинете, вака, Тодор Александров тука да не е? Тодор Александров е малку подолу десно. Кај полициската станица Бекот, карши ќе видиш катна гаража. И не оди преку Ѓорчета Петров. Нешто се искарани. До кај сме, браќа? Еден состанок не можам овде како председател да одржам. Нон-стоп не прекинуваат. Следниот пат нема да се одржа овде. Ќе се одржа во Солунски конгрес, таму и коњите ги паркираме. Не е нарно ова, браќа, што се случува. Не е нарно. Па политиката треба да биде едно поле за културен надпревар, нели? Така е. Така е, Гоце. За кого? За Македонија. А сега предлагам да погледнеме и да се подсетиме на дел од говорот на председателот на најголемата опозицијска партија Христијан Мицкоски, говор кој го даде пред своите членови минатата недела. Слушајте ме добро вама. Пред точно 125 години се роди Фейсбук. А некој друг се однесува како нејзин пензионер, Зоран Заев. Кој ме учеше дека принципите се стопан. И дозволете тука да споменам една мисла од Гоце Делчев кој рекол: Мицкоски е кичма. Ајде, донесете закон за лудост. Водењето на држава е како Фейсбук. Сите сакаме кичма. Ова парче земја било посаковано од Фейсбук. Јас немам Фейсбук. Се додека не се постигне целта, а целта била следејќи го својот личен Фейсбук. Го повредивте Фейсбук. Пеколна болка е тоа. Имате две можности. Живиот песок кој тоне и Фейсбук. Како што и било, така и ке било. Да сте ме анти-Фейсбук ориентирани. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks. Сега ми јавуваат од режија дека почнува закажаниот прес на Гоце Делчев, од каде се вклучуваме во живо. Драги браќа и сестри, драги новинари, драги македонци. Ова не е Македонија за која што се боревме. Ова не е ниту култура, ниту надпревар. А не сме се уште ни меѓу народите. Едно парче земја сме. Една шака народ. Наместо да се бориме сите заедно, да обстои оваа држава, вие се борите меѓу себе. И кај едните и кај другите има луѓе што се кабаат. И кај едните и кај другите има добри луѓе. Кој си е Јан Лош, нека си лежи зандана. Кој сте го избрале реформи да прави, нека прави. Но ѓурути, да крева и шејтански работи не. Поутре ке се смените, браќа и сестри. Велете Македонија тешко ја добивме. Уште полесно ќе изгубиме. Moram da si kupam ja, da ne poludam, mamo spasi me, mamo spasi me. Moram svega da ja osvojam, još da ja osvojam. Moram da si kupam
Супер С звучи одлично. Аплицирајте за ненаменски потрошувачки кредит до 1.200.000 денари. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Започна големата Електрометал наградна игра. Пазари и вози Kia Stonic. Со секоја сметка над 1000 денари во Електрометал салоните во Карпош и Центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во Електрометал и вози Kia Stonic. Или влези пешки, излези со автомобил. Тоа е тоа. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Зошто би хелти? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be healthy. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. А сега кога дојдовме до самиот почеток на вчерашни, предлагам да ја видиме и временската прогноза, односно да го видиме Вито кај што кажува не. Не! Ти благодариме, Вито, а ние конечно дојдовме до почетокот на уште едни вчерашни. Се гледаме за една недела на истото М во истото В. Добро у нас сите, освен на тие што вела дека легнуваат, а остануваат уште на ФБ. Тоа беше се за ова Н. До наредната следете на нашата Facebook и Ј страница. Вие сте Ч за Ц. Останете Т, ДУ. ДУ Ј.